Александар, значи на колку време се менува солта и работното време на солената соба? Солта се дека е чиста, не се менува. Добро. Значи таа има својство на зрачење на негативни иони, кои што не се трошат. Таа е во големи количини, има монтирано околу 5 тона сол, не околу, туку точно 5 тона сол има. Таа сол што е за дишните патишта, што ние вдишуваме од халогенераторот, тоа континуирано е нова сол, значи таа се става во халогенераторот, влегува внатре во просторијата и останува во просторијата. Сега, значи, ајде тогаш поинаку велите додека не се направи нечиста. Да. На колку време се прави нечиста? Па ние се грижиме секогаш да биде чиста. Значи, за тоа се добиваат, сите возрастни носат калци на нозете. Така да се запази она хигиена од ваша страна колку што може? Тоа е правило на нашата солена соба. Значи обувките секогаш се надвор се оставаат. Затоа што рековте премногу дека дечиња многу ја користат, тие си играат и со рачињата фаќаат долу, за да се... Значи, ние не може да си приуштиме ни еден ден да влезе некој со обувки, па да се скинат тие калци и да згазнат со тоа што газеле надвор натре во солената соба. Ние максимално се грижиме за хигиената. Да биде секогаш чиста. Бидејќи понекогаш се доволни можда и пола саат време да ти влезе некој прљав со прљави обувки и да испрља солта. Така да не сме да го дозволите. Тоа ни подразно не дозволуваме. Така, а калци предпоставам дека имате различни броеви па да му се фатат на секој. Па нема разни броеви, има. Да, ова беше добра шега. Значи кај нас секој Кои плете калците? Се е за една употреба, се е пластични и сите работи мора да напоменеме кај нас се за една употреба. Тоа е она најважно. Тоа е најважно, максимално се грижиме и за хигиената и за стерилноста на самата соба, солена соба мора да кажеме дека е 100% стерилна. Значи е многу постерилно едно од операциона сала, бидејќи тој антибактериски простор кај што бактериите не можат да виреат. Значи ни во еден момент не може едно дете на друго дете да пренесе било каква вирусна болест. Кажете ми, предпоставам дека сигурно имате вака разговори, можеби некои неформални, можеби намерно сте отишле во некоја ординација кај некој ваш пријател доктор и сте разговарале со него во однос на солената соба. Какво е мислењето на лекарите во однос на ова прашање? Не би навлегувал во тоа, али мислам дека е поделено. Така? Мислам дека е поделено. Од искуство знам дека и нашата солена соба посетуваат доктори. Лекари ја посетуваат солената соба. Тие се будели ако не чини да доаѓа така? Па уште помалку би ги носеле своите деца. Уште помалку би ги носеле своите деца. Муабет има различни. Од последното му беше го слушнав и беше најонака да се насмеа малте, не? Докога посетуват, докога ваше додете го несите во солената соба, ќе мора стално да го носите во солената соба, бидејќи не може на друг начин нема да може да заздрави. Мислам, тој лекар го кажал тоа. Мисли дека е подобро дека со антибиотици да биде стално да заздравува со антибиотици, него со посета на солена соба. Така, меѓутоа она што мораме да го потенцираме, за кое што се договаравме и вчера, рековте дека доколку некој прима терапија, не сме никако да ја прекине и во главата да се предпостави дека солената соба ќе ја замени таа медикаментна терапија. Секако, тоа е основа. Тоа е основа на секој ден што доаѓа, тоа е основа дека лекарот си е на прво место. Лекарот е тој кој што се грижи за здравствената состојба на пациентот. Матичниот лекар сме го одбрале ние. И ние треба да си го слушаме. Значи, на своја рака да не преземаме ништо. Во однос на историјата на овие солени соби, пред малку споменавте дека пред некои 20 години, колку што ја запомнав, во Европа, во Источна Европа. Од Источна Европа почнале да се шират, пред 20 на години се почнати да се прават солените соби, моментално ги има и илјадници низ цел свет. Тоа сакам да ве прашам, значи како граѓаните на светот ја доживуваат солената соба? Па мислам дека се презадоволни сите. Презадоволни е интернетот сега го има. Мислам преку интернет со сурфање се гледа разни клипови. Голем благодет добиваат оние што имаат алергии на полен, луѓе кои што не можеле да излезат надвор, додека е на пролет, додека цветаат липите или тревата додека се коси. Они со посета на солена соба веќе комотно можат надвор да уживаат во природата. Баш тој клип беше како девојка вежба јога и го кажува сето ова. Друго сакам да прашам во однос на солената соба. Кажете ми, која е најмалата возраст на еден некој кој што може да ја посети? Значи, дали е таа дозволена за бебиња? Вака сега, ние имаме искуство со дете од неколку дена. Од дена, значи? Неколку дена. Значи, не по месец, неколку дена беше како го земале од болница, целото запнато. Да не може да диши, направи 2-3 терапии, со тоа што мора да кажем дека се терапиите од неколку минути. Значи, халогенераторот го штелуваме да пушта што помалце сол и време траењето е што пократко.
Така? Значи немаме долна граница. Најдолната граница е неколку дена. Исто немаме старосна граница, секој ден може да ја посетува. Најубаво е да се посетува солената соба додека сте здрави, за да останете здрави. Да ги донесете вашите деца додека се здрави, да им се подобри имунитетот. Бидејќи јас сега со овие истражувања што ги вршам за солената соба, најголем фактор на имунитетот било количината на кислород во крвта. Значи колку побо се разминува во белите дробови кислородот со крвта, толку имунитетот е поголем на детето и толку суштина крвта се бори против сите тие надворешни тела, сите тие болести. Така, пред малку ми рековте дека најголем број на посетители се деца. Заболувањата на тие дечиња, дали се тоа болни дечиња кои што доаѓаат или претежно здрави родителите, нели од искуството на другите родители, па и тие да направат нешто добро за своето дете кое што го возможува? Па претежно се здрави или деца кои што веќе прилежале бронхитис, значи, претежно е со дишни патишта заболување. Што имале, што ги прилежале, што се лечеле, се излекле. Сад, антибиотиците се пијат 10 дена, после тоа може да остане нешто на плуќе да не се доизлечи. Значи да не може да го изфрлиш слајмот подолго време. Несоници, будење во сон, кашлање во сон. Посетата на солената соба, сето тоа ќе му го возможува. Сето тоа го возможува. Моето прво искуство со солената соба беше внука ми однесов од 2,5 години имаше во тој период. После тоа спиеше 14 сати. Буквално децата многу помирно спијат. После една посета на солената соба, време трајањето на спијањето им се продолжува. А се случува ли веднаш после посета на солената соба накаде да фате дремка па да си поспиете? Без разлика колку години има. Внатре во солената соба фаќа дремка. Значи и тука може да се дремне. Да, многу е убаво за дремнување. Сам таа една опуштена атмосфера, како што е емисијата. И нашата атмосфера таму е опуштена. Имаме и музикотерапија. Значи пуштаме тивка музика, тоа не го спомнавме, како дополнително, кој што делува на тоа за опуштање на нашиот организам. Ја како што кажав, ваше е да дојдете, да ги оставите грижите надвор од солената соба, да сето друго ние ќе се погрижиме. Значи еден удобен престој, здравствени ефекти кои што ќе бидат долгорочни. Да. Имаме голем дел од клиенти кои што ги повторуваат сесиите, што доаѓаат континуирано. Што викаат они во моментот кога ќе му почне да му тече носето на детето, значи во истиот момент доаѓаме и остануваме на тоа. Прават сесија од 10-15 терапии и детето останува здраво. Значи не дозволуваме да се разболи. Имаме ли определен дел од годината кога е најдобро да се посети солената соба или сите 365 дена се со подеднакво значење за посета на собата? Значи 365 дена се со подеднакво значење на солената соба. Нормално знаеме дека во зима, дека грипот е тој кој што ги коси дечињата највеќе. Солената соба е како една превенција за грипот. Нормално, не може да кажеме дека доколку вие посетувате солената соба, нема да се разболувате. Така. Тоа е абсурд, мислам. Не постои. Туку дека многу помалку би се разболувале и време трајањето на залекувањето е многу пократко доколку претходно сте посетувале солена соба. Тоа е тоа. Тоа е во кратки црти делот со дечињата и мислам дека се презадоволни дечињата.